Градоначалникот Радко Димитровски денеска оствари работна средба со заменик министерот за економија Христијан Делев. На средбата се разговараше за економските текови во општината, како и за потребите и проблемите со кои се соочува општина Кочани. По разговорот за затворена врата, двајцата соговорници изјавија: Градоначалникот и општината имаат добро развиен план во делот на развивање на спа туризмот и беа посочени неколку локации и конкретен проект за развој на овој дел. Ние како Министерство за економија, Агенција за странски инвестиции и целиот тим, владен тим што се занимава со привлекување странски инвестиции, овој проект ќе го промовираме. Мислам дека е добар проект, одлична можност е за развивање на туризмот во овој дел и сите услови што ги има Кочани се многу подобри од било која држава овде во регионот, односно било кој друг таков природен капацитет. Дополнително ни беа представени неколку проекти, односно неколку индустријски зони за кои мислиме дека има големи шанси за некој да бидат донесени некои странски инвеститори, бидејќи општината ги има веќе тие завршено, значи урбанистички усвоено, така да тие се готови парцели за да може да се нудат на тие странски инвеститори. Општината Кочани е едно од најбогатите наоѓалишта на геотермална вода на Балканот. Оние моменти кои што ги имаме, кои што е урбанизирано за спа центри, за бањолошки центар, за хотели во потегот под градскиот базен. Разговаравме за Пониква, за Осогово, за можности за инвестирање во тие центри и разговаравме за оние теми кои што ги имаме, за оние урбанистички планови кои што ги имаме веќе усвоено, потегот на целулоза, потегот над каналот, значи оние индустријски зони кои што се потенцијални за потенцијалните инвеститори во општината Кочани. Заменик министерот Делев ги посети и компаниите Амфенол и Руен Инокс Автомобил, каде се сретна со раководните лица на двете новоотворени компании. При тоа се разговараше за условите во кои стопанисуваат фирмите, за проблемите со кои се судруваат, како и за потребите за успешно работење и подинамичен развој.